Ова кажва колку е ладно, не можам да го отворам џамот. Да видиме дали ќе успее Богдан да го отвори џамот. Сега. Да не е ладно малце. Денеска одиме у планине. Ќе одиме Смолево, како и пред една година што снимавме видео горе. Ќе заеме санката, само има еден мал проблем. Премногу е ладно. Ајде да видиме надвор колку степени е. Надвор е -5. Not great, not terrible. Горе ќе замрзниме. На ова ладно време е вистинското време да си купите Не ми соли памет блуза. Се разбира каде, ако не на Instagram профилот ip.mk. Целосно се маскирав и слегвам на кај гаражата. Таму треба да се Ангел Давид. Крц, крц. Крц. Нема никој. А Ангел ми звонеше мене. Јас мислев тука ќе биде. Ало, ало. Каде се наоѓате? Сега ние сме ушли дома, тебе те баравме, чекав твој сигнал за да дојди. Јас па мислев дека сте кај мене зад зграда и зато не ви кренав дека слегвав. Ете шо била работата. Да си влеземе ние во гараѓето. И еве ја санката. Како што може да видите не е изваен од претходното видео, има пајажини сегде. Ама зато сега ќе ја извадиме. А да си земе ски за таму ако не. Или сноуборд. Замисли од Смолево со сноуборд да се пуштиш. Зошто има инка во гаражата? Ќе пробам некако да извам, ама ми е страв да ја фатам од сега да има пајажина. Не ќе да чепкам пајажина, ќе земе еден штрафцигер, ќе тргнеме пајажината. Колку толку. Малце подобро, ќе го вратиме штрафцигерот и сега ќе пробаме да извадиме. Тадам! Има сунгер. Овој сунгер 20 години може седи тука. Буквално треба да сме спремни на оваа санкова да му е последниот ден, затоа што сигурно ќе се возиме двајца како и минатиот пат, а ако се возиме двајца, значи на санката ќе има негде 120 кила. Тоа ни кажува дека не ни се годините за санкање, поготово не двајца да се санкат. Ако ви текнува на видеото кога што спиевме Стрежевско езеро, нели го загинавме шаторот. Еве го шаторот. Накратко шаторот падна во близина на гаражата и по неколку дена еден човек ни се јави или некако го најде татко ми и му го даде шаторот. Питно шаторот се најде. Доаѓа мистер Дадо. Ако е да, замисли снимам човек што не е ни Дадо воопшто. За момент помислив снимам рандом човек што не си ти. Скрија малце. А да се подкрива. Да. Се упатуваме на кај Ангел. Ова е на јаката направа. Ова направа е тајна технологија воена. Во војската вака од планина се пуштат на зима. Ова санка, има многу работи видим. Точно така. Се сеќава, еднаш се возевме, ко помали, ни жафоли ми сме веши. На екскурзија? Да. Да, имаш и таму скокче. И скокче, како скокнавме, значи буквално 5 души ќе си ги скршавме дискови да ги си ги. Ако возевме на санка, нова вечера санката. Има ми такво нешто направено? Јас не памтам дека нова санка врзавме друга санка. Искокнавме со двете санки. Да, мислам дека врзавме нова на волано и со двете санки се пуштавме. Е буквално еден во милион луѓе има таа санка. Јас не очекував, јас мислев имаш онаква како потенка што е, знаеш? Не знаев дека ваква направа имаш. Имам и таква, но имам и ваква. Ова санка ова е next level. Има способност да крени 50 км на час. Прекусила 60. Да си тестира направата? Ајде. Па оди. Ова треба во Арама да му се препорача. Ова со можеш санка, што можеш да копаш. Гледај, да направиме 5 работи што можеш да ги направиш со ова. Да се санкаш, да копаш, да тепаш луѓе, да маниш вака ќе му скршиш фасата. Да. И јас би го напредил да може некако да го отвориш внатре да има нож, завој, ханзапласт. Као прва помош. Тока да имаш уште. Може ова да стане многу добра направа. Ова е најкрипи снешко што можеш да го видиш. Ме плаши ова. Кај си ти? О, шува кутале. Иво се појавува. Ќе снимав Иво како си оде и си го носи ова. Ќе пробаме со ова мултифункционална алатка да се пуштам од онде, може да има фатални последици. Ајде да видиме. Не знам ова, не знам, на вистина видете што е ова. Ова се скали многу тензично. Ова санка ти реков дека крева 50. На ваква удалница 100 ќе крени за пола секунда. Ајде се среќа нека. Одиме јако. Треба да се турниш, треба на нас да се држи.
Брат, леташ со ова. Јас ќе извршувам убиство. Знаеш што сакам да направиме? Да ме засилите од тука и да скокнам директ право вака. Ќе си искршиш. Со санката. Ќе си искршиш. Од тука да ме засилите двајца, да ме турните и од тука надолу да скокнем. Земаме засил. Од тука... Сега ќе се атемптира многу тешка задача. Значи шансите за смртност или да се заврши на ортопедија се многу огромни. Ова е многу опасно. Не го правете ова дома. Мислам дека не беше доволно брзо ова. Не беше доволно, не. Значи сега редот е на Иво. Ова ќе биде критично. Не знам кај се качва детето, не знам кај снима. Си стумба е си искрши. Кај си бе ти? Кај си бе ти? Шо јадиш од снего? Се радва на снего, се радва. Полека стигнуваме. На качвање 2 пати падна сотата. Сега пробаме да најдеме место за спуштање. Иво лета. Детска радост. Ми треба вода. Не е толку страшно, не е толку ладно. Не. Ова е прејако. Лево или десно, кај треба? Да, мај пустај се. Дрват! Се замина. Луда вожња. Ајде, бустнине. Ама не пресилно ти ќе летни и ме ќе сакниме. Ајде со сеќа некај. Ништо никде не гледам кај одиме? Шо правиме? Се напре голем зијан. Се мана е в дрво. Се мана е в дрво премногу. Се мана на крај. А влаката дојде. В дрво јова јоди. Кој треба помош? В дрво се мана е пресилно. Левата страна го искрши. Видимо ајде. Абе нема тој гаљама попса така. Дрвото, видете го дрвото. Ова е историски момент е ова. Се свитка. Абе нема гаља битка, ама видео дрво. Парше дрво овде има. Го сакатија дрвото. Се скрше санката. Абе Бован има она му пукна диско. Дископатија фата. Брза помош. Мене овде се манав јас. Од дрвото шо ме манав. Сакаш да ти кажам кај се манав? Волано, Јас овде се манав. Значи, Море зијан. онака не ни очекував да се манав. Цело дрво е овде. Ама не можев да свртам, оти се манавме вона како големо, како парче снег и вака ми Брат, ногата. Јас мислам дека Многу беше јако, можам да ти потврдам тоа. добро јас напред бе без под голем опасно. Ама јас се фрлив од излетав наваму, иначе волано ме мана мене. Море, не сте сала, не. Бангара ме мана. Брат, Ке не можеш да одиш? ќе видиме. Ба, човек, се станавме дел од дрвото за секунда, онак. Види беше му направите. Жаве, значи. Ама што се манав толку што се удри овде. Санката свитка, не, знаеш? Се свитка санката. Свитка. Не, овде А од овде гледам дека е малце свитка. Овде дрво има. Санката е свитка на навистина. Овде дрво има. Парчиња дрво. Брат, види ја каква е, глеј ова како е рамно, а види го ова. Види овде шајмо натре. Треба копаш дрва да води. Не бе, не. Слегваме. Абе брат, јас немам да одам. Видов дека тоа го погадив. Ти вака на едно возев. Не можев да свртам. А реков, да не возиме тука има дрва ќе си скршиме. И првиот што си скрше сум јас. Ова е амбулантното возење. Има дрва, ма не знам како
Како се мана, бе? Брат, некако да не се мана. Не може вака, настрана возевме. Буквално... Ајде, нема да речем. Јас се спуштам. Море, искрше ногата, искрше. Абе и ногата и нешто друго и се. И тоа е кликбейт видео. Ја скршив ногата, 3 прашалници. 3 прашалници. Ја скршив ногата и нешто друго. Дрвото и возака на дрвото е побрања. Човек, много брзо возевме. Сте 2-3 пати манете и ќе си земе за зона. Да најме по-безбедна територија. Не, овде морам јас да се... Види го, Амбулантно возило. директно в нулце. Санката не беше толку пукната. Не беше. Беше, ама не толку. Значи од тебе. Не може да. Ова е од крешот сега што го направивме. Буквално што туку паднав и си скршив и сега ќе се пуштат Иво и Ангел. Одете шо, пак ќе се пушта. Јас ако гледам дека се мала ми скокам. Иво во истата секунда ќе манеше в дрво. И управувај. Оу! Оу! А, паднав пак. Ете така. Да бе, немој да паничиш. Не бе, не, ова е нормално, дечки. Си скршиш, целио си скршиш. GoPro-то снима, спремни сме на смртта. Само носе прибери ги. Пак си скрши. А пак сега се удрив на другата страна. Абе, ќе си скрши, секи си скрши. Буквално, знаеш како, се чукнуваме во истата наносекунда летаме од санката. Од што сме забрзани. Мене што ме плашеше во глас, гледај. Дупка се овпадна. Не, ги гледав тие, и јас пазев на овие. Значи сакаш ти да го правуваш? Не. Ајде, тоа е фудбал. 3, 2, 1. Стегни ги стомашните. Не е нарнова. Не е нарнова, дечки. Буман, не е нарнова. Знам како Хернија Абе, јас имам хернија, море. Хернија имам. Абе, ти херни имаш, јас тога да нам да мрнам, бе. го снимето? Сниме, мислам дека целото го фати. Брат, санката ќе снима готово. Иво прави склekој. Чекај, јас бомба дам, бе. Има снимка од ова. Ќе видам. Брат, знаеш како излетавте? Мене, бе, знаеш што ме боли? Брат, знам, и јас се удрив така. Како ми лет на кафата од тоа? Брат, се летна од вас. Адно што се манавме како скос малце на крајот. Ако се манавме како бобсоди да станиме. Човек, вие се манавте и се разлета на секде. Па тоа арно. Надесно летна. Тоа арно. Треба онакви airbags да има санката. Лел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 е. Ей! Замина. Јас негов. Не скокче кај. Има скокче. Замина санка. Ајде. О, што се случи? Лавина. Се мана самио. Овде не можеме да се качиме, Ангел сака да се пушти од тука. Ајде, Ангел. Дачо Монтеверес. Пуштај се. Оф. Иво падна в дупка. Господине Иво, како се најдовте во дупката? Како излетав, бе, брат, вака. Полека слегваме надолу. Ај фрли да пром со нога да ја манам. Овде негде. Јас сум премрзнат во нодзете, прстите ми се замрзнати, чизмите ми се отпетлаа и од ладното не можам да ги запетлам. Лактото ме боли, кај што паднав тука кај нодзете, измеѓу нодзете, исто ме боли. Нема дел од телото што не ме боли. Не можеш да дишиш. Исправи се. Можеш да играш мајнка? Али јас на раквицата на Дачото јас. Ајде, Дачо, ама те молам да не паднемо ти со камера. Миш, това е страшно. Не паѓаме. Не паѓаме.
Полево. Прямо. Не паѓаме. Не паѓаме. Не паѓаме, сега паѓаме. Дупка. Снимај. Дачо да пак ќе паднеше. Шо преш, Дачо? Ангелто гранка. Ке ти се најди гранка, да. Се пуштам по екстремна удолница, ама имаме кочници и можеме да кочиме и можеме да летаме. Леле, колку сум извозил. Падна си спревртија. Се појавија 4 кучина. Елате, вас ве бараме ни. И ова се скрше. Цело скршено. Брутално скршено. Отра вака да биде. Не треба така да. Не. Ова сигурно не треба вака да е. Ова е знак, дички, дека не сме за ова санка. И тој реков јас дека муш последните денови да му се насанкат и реално изгледа му се последните денови. Така, фрли и тука да се оставиме. Лека полека, слегуваме, иначе со пола екипа се разделивме и се упатуваме на кај дома. Кај се најде ти тука, БМЦ? Се враќа моторното возило во гаражата и ќе го оставиме тука. Јас сум видно потресен, одвај ги слегов чизмите, чорапите беа премрзнати, ги гледав ноцете на печка, почна да ме печат, да ме пецкат, после ги миев ноцете со топла вода и страшна болка. И уште се преслеквам, се правам, се средвам, се изнасанкавме, се изнапаѓавме. Бапнете лайк, купете си Не ми соли памет блуза на ib.mk Инстаграм профилот. Следете ме на Инстаграм ib.production, имате линки во дескрипција. Стиснете subscribe, уклучете го звончето и се гледаме во наредното видео. Поздрав!